Почнуваме со денешните актуелности. Кардиоваскуларните заболувања први на листата по смртност, укажуваат светските статистики, и Македонија не заостанува. Секој четврти граѓанин во државата има проблеми со срцето. Кардиоваскуларните заболувања и понатаму остануваат први на листата како причина за смртност во државата. Статистиките укажуваат дека секој четврти граѓанин се соочува со кардиоваскуларни заболувања. Иста е состојбата и на европско и на светско ниво. Значи, некаде околу 50% од светското население се зафатени токму од овие болести. Значи, статистички податок некаде околу 17 милиони, значи точната бројка на светско ниво умираат за жал од овие болести, од кардиоваскуларните болести, а на европско ниво некаде околу 6 милиони. Покачен крвен притисок, покачени масноти и во крвта, дијабетот, пороците, како и нездравиот начин на живот се ризик факторите кои придонесуваат за зголемување на бројот на пациенти со кардиоваскуларни заболувања. Сепак, главна улога во намалување на бројот на новозаболени се превентивните прегледи. Светската здравствена организација преку своите програми зазема голем офат, значи во врска со едукативни предавања за да се подигне свеста на пациентите за нивни редовни контроли и за водење на еден здрав начин на живот, внимавање во делот на исхраната. Денешната трибина е во организација на невладината организација Цивитас и локалната самоуправа. Скршеница на десната подколеница е тешката телесна повреда со која се здобил 76 годишен делчевец во сообраќајната несреќа која се случила синоќа околу 18 часот на патот кај Виничко Истибања. Движејќи се по патот истовремено туркајќи велосипед, пешекот бил удрен од возачот на автомобил Сеат Кордоба, 60 годишен од Свети Николе. Во незгодата со тешка телесна повреда се здобил и пешекот, на кој му било укажана лекарска помош, пошто бил препратен на лекување во Скопје, информираат од секторот за внатрешни работи Штип. Маскиран крадец влегол во маркет во Свети Николе, земал пари од касата, но ги фрлил откако бил собладан од муштерија кој влегол внатре, но не за долго бидејќи се ослободил и побегнал од местото на настанот. Не помина долго време од последниот грабеж во продавница во Штип, а се случи нова разбойничка кражба во маркет во Свети Николе. Вчера околу 20 часот и 30 минути од страна на непознат сторител сторена е тешка кражба на дрзок начин во продавницата на Пакет маркет во Свети Николе, информира од СВР Штип. Според полицијата, маскираниот крадец влегол внатре и земал пари од касата. Во тој момент покрај регистар касата немало никој од вработените, но затоа додека тој ги земал парите, на вратата се појавил купувач, кој како на филм го соборил крадецот на земја. Тогаш на помош пристигнали и вработените, кога крадецот ги фрлил парите што ги украл и успеал да се ослободи од нив и да побегне. Полицијата извршила увид на местото и се трага по сторителот, кој овој пат заминал без плен. Неодамна маскиран разбойник влезе во маркет на истата фирма и во Штип и се закани на продавачката со пиштол, пошто успеа да побегне со околу 17.000 денари. Двата последни случаи на грабеж се случиле околу 20 часот и 30 минути. Разбойникот што со фантомка влезе во продавницата во Штип се уште не е фатен. Источниот регион се развива, но населението се иселува. На 8 региони им се потребни средства кои што државата треба на годишно ниво да ги издвојува согласно законската регулатива. Во Штип денеска се презентирани истражувањата за рамномерниот регионален развој. Североисточниот регион убедливо е најнеразвиен, а источниот регион се има помрднато од место поради отварањето на универзитетот во Штип, изградбата на автопатот и отварањето на нови фабрики во Тиризоната. Но истражувањата на граѓанскиот сектор покажуваат дека во изминатите 8 години ниту еднаш средствата за рамномерен регионален развој не стигнаа до општините. Тоа се должи на веројатно нереални или планирања или па веројатно кога се прават ребаланси на буџети или потоа кога се прават исплати на средствата, она што било планирано како поголем процент да се издвои за оваа тема преку Министерство за локална самоуправа и Бирото за регионален развој, некако исчезнуваат тие пари.
и на крај се доведува секогаш 0,02, 0,04, 0,05 од БДП, последниве години малку има повеќе. 8 плански региони треба годишно да добиваат барем 90 милиони евра за развој на општините, согласно законската регулатива, а кои треба да се распоредат согласно развиеноста на регионите. Истокот и покрај тоа што има напредок во развиеноста, сепак е на последно место во делот на намалување на жителите. Според официјалните податоци на Заводот за статистика, во источниот регион околу 300 луѓе повеќе умираат отколку што се раѓаат. Постојат едни негативни тенденции, мислам дека најкритична ситуација од сите 8 плански региони е овде. Пелагонискиот исто има многу големо намалување на населението и нешто Вардарскиот, ама во источниот е најдрастична ситуацијата. А тоа се официјални, неофицијално знаете, многу луѓе си отидоа, ама не се пријавуваат како во Завод за статистика и тие податоци не можеме, додека нема попис, не можеме да ги знаеме. Поранешниот министер за локална самоуправа Ризван Сулеймани забележа дека градоначалниците и Центарот за развој на Источно-планскиот регион се највредните во изнаоѓање на средства за реализација на проекти, но според него во наредниот период треба да продолжи децентрализацијата, а градоначалниците да бидат вистински менаџери. Се повеќе и се уште градоначалниците се лидери, а не менаџери, затоа што така преферираат политичките партии, затоа што преку нивните испостави, преку градоначалниците, они повеќе го контролираат теренот, организацијата, место да дојде до поголема, до израз луѓето со менаџерски капацитети. Центарот за стратегиски истражувања и документација Форум денеска во Штип ги презентираше истражувањата за ефектите од политиката за рамномерен регионален развој, направена од тимот Алијанса за регионален развој. Унгарскиот амбасадор престојуваше во Штип, тој реализираше средба со градоначалникот Илчо Захариев, а беше и дел од концертот на Факултетот за музичка уметност. Денес во официјална прва посета на општина Штип, амбасадорот на Унгарија во Република Македонија, доктор Ласло Дукс. На средбата со градоначалникот на Штип, примариус магистер Илчо Захариев, разгледани можностите за идна соработка помеѓу Штип и Унгарија. Амбасадорот, неговата екселенција Ласло, е присутен во нашиот град. Амбасадорот на Република Унгарија, тоа е негова втора посета во градот, прва званична на општината, каде дискутиравме и разменивме мислења за соработката меѓу Република Унгарија и Република Македонија, а пред се на микроплан меѓу градовите Ѓонѓош и Штип, кои се збртевени градови. Општина Штип гледа голем потенцијал во соработката со Ѓонѓош, со Република Унгарија во делот на економијата, во делот на земјоделието, балнеологијата, образованието, спортот и културата. И сум убеден дека тоа ќе го направиме во наредниот период. Република Унгарија е голем пријател на Република Македонија, земја од Средна Европа, многу развиена, со одлична економија и веруваме дека нивните искуства од Европската Унија ќе ни ги пренесат и нам. Амбасадорот Дукс истакна дека Унгарија продолжува да ја поддржува Македонија на патот кон Европа. Македонија е наш многу значаен партнер. Ние ги поддржуваме процесите за интеграција на Македонија. Даваме поддршка и за мигрантската криза на јужната граница. Општина Штип исто така е важен наш партнер. Штип е збратимен град со унгарскиот град Ѓонѓош. Искрено се надевам дека во иднина ќе соработуваме со Штип, особено на полето на економијата. Во рамки на посетата на амбасадорот на Унгарија во Штип беше реализиран и концерт на Факултетот за музичка уметност во чест на 135 години од раѓањето на унгарскиот композитор Бела Барток. Во очи на утрешниот празник, голем дел се среќни бидејќи имаат слободен празничен ден, а и угостителите се задоволни бидејќи добијат дозвола за продолжено работно време за утрешниот празник Свети Климент Охридски. По повод престојниот празник Свети Климент ги известуваме граѓаните и угостителите дека согласно законот работното време на угостителите ќе биде продолжено во текот на оваа вечер, значи и утре тие ќе работат до 3 часот наутро. Воедно им го честитаме престојниот празник на сите припадници на христијанската религија и им посакуваме успех во текот на годината. Продолжуваме со активностите на политичките партии за предвремените парламентарни избори 2016 година.
Патната инфраструктура во фокусот на предизборната програма на социјалдемократите. Денеска тие на пресконференција рекоа дека патиштата во државата се најлоши во регионот и дека имаме двојно повеќе жртви на патиштата од просекот во Европската Унија. Во последниве 10 години недоволно е направено за развој на патната и железничката инфраструктура во државата. Имаме најлоши патишта во регионот, а патиштата на истокот се небезбедни, зашто говорат податоците за бројот на жртви во сообраќајни несреќи, кажаа денеска на прес од СДСМ. 39% од патиштата во Македонија се оценети со најлоша оценка, како небезбедни и лоши, од кои најголемиот дел се токму во Источна Македонија, а само 2% се оценети како безбедни и добри за сообраќај. Светската банка пак потврдува дека имаме најлоша патна инфраструктура во регионот. Имаме по 170 жртви по патиштата годишно во Македонија, речиси двојно повеќе од европскиот просек. Ваквата состојба може и мора да се промени, затоа нашиот план за живот во Македонија нуди решение, рече Благој Бочварски, кандидат за пратеник од СДСМ. Ќе ги санираме црните точки по патиштата кои одзедоа голем број на човечки животи. Ќе го реализираме проектот Македонија без кал, преку кој најавуваме 1000 километри локални патишта до нашите села и во нашите села. Ќе го гасифицираме Штип и Источна Македонија. Ќе изградиме студентски дом во Штип и мост на река Брегалница. За остварување на ветеното од СДСМ рекоа дека ќе вложат 3 милиарди евра за подобрување на инфраструктурата во државата, од кои 600 милиони евра во првите 2 години за изградба на патишта. Истокот ќе се развива преку забрзување на градежните активности на патниот правец Штип-Миладиновци, изградба на нов експресен пат Штип-Радовиш, Штип-Кочани и Кочани-Македонска каменица Делчево, како и патот кон Пробиштип, велат од СДСМ. ВМРО ДПМНЕ на денешната пресконференција ги истакна мерките за нови работни места и за зголемување на платите. Новата програма на ВМРО ДПМНЕ предвидува отворање на нови 70.000 работни места, со што невработеноста во рок од 2 години би паднала од сегашните 24 на 17%. Предвидено е зголемување на платите во јавниот сектор за 10,25% и тоа 5% во јануари 2018 година и 5% во 2020 година. Ова не се само предизборни ветувања, туку и избор кој ќе биде исполнет, истакна денес пред медиумите кандидатот за пратеник од ВМРО ДПМНЕ Никола Мицески. Континуирано и реално ќе расне и минималната плата и од постојните 10.080 денари пред крајот на мандатот во 2020 година ќе биде 14.000 денари. За подсетување, минималната плата ја воведе владата на ВМРО ДПМНЕ и покрај противењето на опозицијата, а деновиме слушаме како се расфрлаат со нереални ветувања за минималец, иако тврдеа претходно дека тоа е лош проект. ВМРО ДПМНЕ ветува дека во континуитет ќе расте и минималната плата, а тука влегува и зголемувањето на фондот за мали и средни предпријатија. За да се поттикне вработувањето, со новата програма е предвидена и финансиска линија за домашните компании во висина од 101 милион евра со ниска и фиксна каматна стапка од само 5,5% годишно и рок на отплата од 8 години за инвестиции и до 3 години за обратни средства. Ветувањата од ВМРО ДПМНЕ се дека ќе продолжи и политиката на рамни и ниски даноци, вклучително со 0% данок на реинвестирана добивка и намалување на стапката на ДДВ од 18 на 5% за нова серија на производи. Нема човек кој не е под стрес и нема поголем фактор на повреда во нашиот организам од стресот, кој како тема бил и ќе остане актуелен. Превентивата зависи од личноста. Им укажа на денешното предавање на студентите, познатиот универзитетски професор Методи Чепреганов. Студенти и професори од неколку факултети на Универзитетот Гоце Делчев беа дел од трибината насловена емоционална интелигенција и стресот во изборот на однесување. Предавачи на трибината беа професор доктор Методи Чепреганов и Теодора Костовска, учител во Art of Living. Проректорот за развој и инвестиции на Универзитетот Гоце Делчев Кирил Барбареев
Вели дека целта е студентите да се запознаат и да стекнат култура на користење на она што ни се случува во текот на денот. Дел од предавањето може да биде многу корисно за студентите од факултетот за медицински науки. Ова предавање ќе биде корисно за сите присутни кои што денес се тука и како што може да се забележи навистина огромен интерес. Универзитетскиот професор Чепреганов вели дека темата стрес била актуелна низ сите векови, а и ден денеска актуелна. Нема поголем фактор во нашиот организам на повреда на сите синапси во мозокот, кој ги има 50 милиарди, што може да ги возбуди, воспали, да запали огин од стресот. Сите други фактори се актуелни, меѓутоа стресот е најактуелен. Вие во еден миг, во наносекунди, се воспалувате, почнува срцето да чука, да се потиме или боли глава и така натаму. Превентивата од стресна состојба, забележува Чепреганов, зависи од личноста, психопрофилот на човекот кој го прима стресот и каква ќе биде неговата реакција. Теодора Костовска, учител по програмата Art of Living, забележува дека колку личноста работи на себе, толку помалку трпи стрес. Практично она за што денес ќе зборуваме е нашиот личен однос кон нештата кои ја креираат ситуацијата, односно внатрешната состојба, а пак од неа зависи како ние ќе реагираме или ќе се однесуваме. Значи, во доменот на емоционалната интелигенција е многу важно човек да умее да ги препознае своите емоции уште во нивниот зародиш, да може сето тоа убаво да го восприеми, да го обработи, да го процесуира и на адекватен начин да даде одговор. Универзитетските професори истакнуваат дека треба да се работи на темата стрес, но и како луѓето да ја надминуваат таа состојба. Убав гест од страна на раководителите на културните институции во градот Подисарот. За театарот да се доближи кон публиката, Штипскиот центар за култура со интересна идеја. ВИП влезница за 10.000-тиот посетител на Штипскиот народен театар, со која ќе може да присуствува на сите културни манифестации. Инаку се планира и месечна ВИП влезница да добива секој 1000 посетител. ВИП карта за посета на сите театарски представи и културни манифестации кои се во организација на Домот на култура, доби 25-годишниот Емил Стојков. Тој бил 10.000-тиот посетител за оваа година. Со кое што во следната 2017 година добива бесплатен влез на сите настани кои што ќе бидат организирани од страна на Центарот за култура Ацо Шопов. Истото сме во план да го направиме на месечно ниво. Секој 1000 посетител ќе добива за наредниот месец бесплатен влез за настаните за идниот месец кој што следува. Стојков е редовен посетител на Штипскиот театар. Минатиот петок се јавил да резервира карта за премиерното издание на Лазаревото писмо. Не ни очекувал дека ќе биде добитник на ВИП влезница. Редовен сум на представите и сум среќен добитник на оваа ВИП картичка за 2017 година за сите представи кои ќе се одржат у театарот и Дома на културата. Изненаден или бевте кога? Па да, изненаден, ми кажа дека сум 10.000 посетител и еве денес ја добивам оваа картичка. Во текот на 2016 година во Штипскиот народен театар биле одиграни 4 премиерни и 50 репризни изданија, а бројот на публиката надминал над 10.200. Во делот за спорт, фудбал. Денес се одиграат четвртфиналните реванш надпревари во рамките од Македонскиот фудбалски куп. Екипата на Брегалница, на градски во Штип, се сретна со Прилевска победа. Еве го исходот во извештајот. Денес одиграат четвртфиналните куп надпревари, при што се постигнаа следните резултати, а во заградата се резултатите од првите надпревари. Шкендија Шкупи 4:0, Вардар Металург 4:1, Сирекс Пелистер 1:2 и Брегалница победа 3:0. Стрелци на головите за Брегалница беа Јовановски во 20-та минута, Георгиев во 70-та минута и капитенот Здравко во 92-та минута. Со ова пласман во полуфиналето на Македонскиот куп обезбедија Шкендија, Вардар, Пелистер и Брегалница. Овде завршуваме, ве поздравуваме, но покана да останете и во продолжение со содржините на Ирис телевизија и имајте пријатна вечер.